Уште по неофицијалната најава на инвестицијата на Cranfield Foundry, дека ќе гради леарница во Пробиштип, се појавија многу шпекулации и мислења за истата. Најголем дел се однесуваа на влијанието врз животната средина, која би го имала изградбата на фабриката. Градоначалникот Тоневски рече дека инвестицијата е значајна за развојот на градот и истакна дека како градоначалник нема да дозволи никаква инвестиција, ниту какво било вработување, кое ќе биде штетно по здравието на жителите на општина Пробиштип. Се работи за леарница, тоа е погон кој што е сосема различен од зборот топилница. Во топилницата се преработуваат и се топат примарни материјали, односно се топат концентрати или сулфидни руди, кои што предизвикуваат многу штетно влијание од ослободувањето на сулфурот кој што го има во самите елементи. Денес реагира екологистите, загрижени за влијанието на овој индустријски капацитет врз животната средина. Но менаџерите на Cranfield Foundry тврдат работиме според светските стандарди и користиме најмодерна технологија. Не се работи за топилница, туку за леарница на железо, која ќе произведува со еколошки чиста технологија и нема да загадува. Ова беше пораката која испрати менаџментот на Cranfield Foundry, компанијата инвеститор во Пробиштип. Во леарницата ќе користиме еколошки чиста технологија, која е достапна во современиот свет. Вакви капацитети се градат низ Европа, во самите градови или во непосредна близина, но под еден услов да ги задоволуваат стандардите предвидени со европското законодавство, изјави Дариос Џуба, главен извршен директор на компанијата. Ваквиот вид леарница не постои во Македонија. Граѓаните не треба да бидат вознемерени, бидејќи ќе бидат запазени сите еколошки стандарди, вели Бил Павлески, министер за привлекување странски инвестиции. Инвестицијата на Cranfield Foundry во Пробиштип се проценува на 15 милиони евра. Во леарницата треба да се вработат над 280 луѓе.